Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во еден поинаков концепт за вечерва. Една година влада. Вечерва ќе разговараме на тема Влада собрание, една година соработка. Моја почитувана гостинка ќе биде Драгана Арсова, колешка која ни доаѓа од третата изборна единица од градот Пробиштип. Правник по професија и навистина одговара за сите оние теми кои вечерва ќе ги позборуваме со правник на вистинско место. Добре дојде, Драгана. Добро ве најдов, добро вечер. Најправим би сакала да се заблагодарам за поканата. Честа и задоволството се моје што имам можност вечерва да бидам ваш соговорник. Благодарам. Исто и мене ми е чест и задоволство. Секогаш моите колеги, многу пати сум кажала, се изворени колеги и навистина е убаво да се соработува. Станува збор за една година влада. Но пред да зборнеме за една година влада, јас секогаш милувам да кажеме збор два за местото од кое доаѓаме. Пробиштип. Какви убавини вашиот крај нуди? Така, Пробиштип не е само една мала точка на мапата, на картата на Република Македонија. Градот од кој доаѓам е символ на издржливост, вечен чувар на рударската традиција и сведок на макотрпната работа во борбата за екзистенција. Така. Во Пробиштип, драга Бети, освен звукот на рударскиот чекан и рударската песна, силно одекнуваат и тишините на Лесновскиот манастир, кој е наш вековен чувар на нашата духовна историја, на писменоста и на нашата вера. Топло ви препорачувам и ве поканувам ваша следна дестинација за прошетка да биде Пробиштип и Лесново, каде ќе можете да го осетите спокојот на вековните фрески од Лесновскиот манастир, да ја видите недопрената убавина на природата. Да признам, и вака јас географски исто така сум многу запознаена и секогаш вреди и повеќе пати да се види, не само еднаш. Секоја точка во Македонија е навистина изворена за посетување и секако и вашиот град од каде доаѓате Пробиштип. Така, зборуваме за еден вистински бисер во источниот дел на Република Македонија, а јас ве уверувам дека луѓето таму ќе ве пречекаат со топла и искрена насмевка. Сигурна сум и јас во тоа. Вечерва тема ни е отчетот една година влада и она ние како пратеници што можеме да го спомнеме е тоа дека во изминатава година на владење и менаџирање на државата од страна на ВМРО, ДПМН и коалицијата, во собранието, ние како една статистика што можеме да ја споделиме со јавноста, е тоа дека се усвоени 308 закони, од кои 203 се на предлог на владата, а 105 се на предлог од нас пратениците. Навистина импозантна бројка од тоа како се работи. Се работи многу прецизно, многу професионално, но она што граѓаните ги интересира, верувам вечерва, да подискутираме малце од аспект на тоа ние како пратеници, што се направивме во изминатава година. Како помогнавме да се што се промени во секојдневието на граѓаните со нашава работа и подпомогнати, нели, заедно како тим со владата на Република Македонија. Така, една година владата во Република Македонија е предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата, влада која покажува и докажува дека работи исклучиво во интерес на државата и граѓаните. Од страна на владата и министерствата до собранието беа поднесени доста значајни и битни законски решенија кои го обликуваат секојдневието на нашите граѓани. Во текот на емисијата ќе се обидеме да дадеме мал осврат и да го истакнеме импактот што овие закони го рефлектираат врз нашите сограѓани. Така. И еве сега една прва тема да ни биде, а тоа е покачувањето на пензиите, пензионерите. Дали ние, еве, за јавноста да објасниме, како, што точно донесоа тие законски измени кои ги направивме поврзани со пензиите на пензионерите? Од областа на социјалната политика, на почетокот на формирањето на владата, успеавме да изнајдеме едно успешно законско решение со кое направивме измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување и при тоа линеарно
успеавме да ги покачиме на пензиите на пензионерите во износ од 5000 денари. Без разлика на тоа кој колкав износ на пензија имал од пензионерите, со линеарното покачување на пензиите го намаливме јазот помеѓу најниските и највисоките пензии во државата, со што покажавме дека водиме грижа и за најранливите категории, оние пензионери со најниски пензии, водејќи се од принципот на еднаквост и социјална правда. Ветивме дека тоа ќе го направиме во една година од формирањето на владата. Успеавме да го реализираме во рок од 9 месеци, односно првото покачување пензионерите го добија во септември месец минатата година, додека второто покачување од 2500 денари го добија со исплата на мартовската пензија. Нашите повозрасни сограѓани, пензионерите, заслужуваат достоинствен живот, и оваа влада, заедно со парламентарното владеечко мнозинство, успеа да им овозможи подобар животен стандард. Така. И не само на пензионерите, бидејќи квалитетно се започна да се градат темелите на промените во Македонија, и она што значи квалитетен стил на живење во Република Македонија. И морам да споменам и овде јас, бидејќи доаѓам од фелата на образование, и какви реформи, што поврзано со образованието пак се случуваше изминатава година? Во изминатата година Министерството за образование заедно со нас пратениците работеше многу на низа реформи, на многу измени на законски решенија од областа на образованието, со што морам да истакнам дека значително ја подобривме законската регулатива која се однесува на образованието. За прв пат после 7 години успеавме учебната година да ја започнеме во нормални услови. Учебната 2024-2025 година започна со испорачани над 1 милион примероци учебници кои беа на училишните клупи на учениците, и покрај тоа што владата имаше краток рок за сето тоа да го направи. Со измените исто така на законот за учебници во основно и средно образование се зголеми квалитетот на учебниците, се преведоа повеќе учебници на повеќе странски јазици, се додадоа нови дигитални учебници. Исто така би сакала да истакнам дека со измените на законот за средно образование овозможивме поддршка на талентирани средношколци кои ќе успеат да се квалификуваат на една од 15 меѓународни олимпијади. Значително да се потенцира и измената на законот за субвенциониран студентски оброк, со кој, освен досегашните студенти кои беа запишани на додипломски студии, оваа мерка го проширува својот опсег и сега и студентите запишани на постдипломски студии ќе можат да го користат ова право. Парламентарното владеечко мнозинство заедно со Министерството и во иднина ќе продолжи да работи на значајни законски измени во областа на образованието, се со цел подобрување на квалитетот на образованието и професионализација на кадарот кој работи во образование. Така. Многу можности за нив и за наставниците исто така како и за пензионерите со покачување на нивните плати. Интересно е тоа што тие веќе имаат една предвидливост, минимална предвидливост на покачување на нивните плати, а сите веруваме дека и доколку се создадат можности, дека ќе има и многу повеќе за сите, а не само за наставниците и за пензионерите. Она што оваа една измината година го одбележува периодот на нашето работење и делот поврзан со локалната самоуправа. Како тоа изгледа на терен? Како сите оние наши активности кои ги превземавме со поддршка на законите кои беа за локалната самоуправа, како тоа сега денес, последна година, изгледа на терен поврзано со сето тоа? Клучен чекор во јакнењето на локалната самоуправа и реална поддршка на работата на општините даде владата, пратениците со гласање на измените на законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, сето ова го овозможија.
што значи дека и општините што претходно добивале помалку, сега имаа можност да аплицираат со своји проекти и да реализираат капитални проекти кои со децении ги се таложеле и всушност овие капитални проекти ги решаваат проблемите на граѓаните. Со сето ова имаа можност да добијат финансии за инвестиции како што се изградба на училишта, градинки, паркови, водови, канализации и така натаму. Владата се грижи за сите граѓани на Република Македонија и со оваа директна помош на општините, без разлика дали општините се предводени од градоначалници на СДСМ, ДУИ или било која политичка партија, сите што сакаат да работат имаа можност да се вклучат и да аплицираат со своји проекти, се во интерес на граѓаните од одредени општини. Тука би сакала да истакнам дека 288 проекти беа одобрени за општините од областа на образованието, културата, спорт и социјалната политика. Исто така би истакнала дека беше голем интересот и на вториот јавен повик и 887 проекти од 80 општини се во фаза на евалуација. Така. Мораме овде да напоменеме дека стануваше збор за повици за нови проекти, а не како што, например, направи градоначалникот на Струмица, кој аплицираше со веќе постоечки проект, па после тоа гледавме малци и плачење по медиумите, ама тоа е кога некој не си ја врши професионално работата како што треба. Локалната самоуправа доби поддршка, и тоа многу голема од страна на владата, и секако поддржана од нас како пратеници од собранието. Би сакала сега еден акцент да дадеме, ако може, и на енергетиката, она што најмногу ги интересира луѓето кога станува збор за електрична енергија, па како е сето тоа поврзано со живеењето на сите луѓе во Македонија. Она што би сакала да прашаме, законот за енергетика, што се менува тој кај сите граѓани во Република Македонија? Министерството за енергетика напорно работеше на составување на нов закон за енергетика и со гордост можам да кажам дека имаме донесено и усвоено европски закон за енергетика. Со законот за енергетика всушност се дава можност за сигурно и безбедно снабдување со енергија, за трансформација во обновливи извори на енергија. Со овој закон исто така ги заштитуваме и ранливите потрошувачи на електрична енергија. Во законот за енергетика исто така се предвидуваат и условите за потенцијални инвеститори кои би сакале да инвестираат во обновливи извори на енергија и во зелена агенда, со што всушност би ја зачувале и животната средина. Важно да се истакне од новиот закон за енергетика е и делот каде што се дава можност на граѓаните кои имаат поставено фотоволтаици, доколку имаат произведено вишок на електрична енергија, истата да може да ја продаваат, со што создаваме отворен пазар, каде граѓаните ќе бидат и производители и корисници. Со законот за енергетика исто така ќе се формира нова методологија со која ранливите потрошувачи на електрична енергија ќе бидат заштитени. Така, многу можности за сите. Овој закон нудеше и ова цел која што владата ја постигна, да имаме квалитет во електроенергетскиот систем, да кажам, или во целиот систем поврзан со енергетика во Република Македонија. Но не е само енергетиката она што е битно во секојдневието на граѓаните, бидејќи нашата цел заедничка е да го направиме животот, секојдневието на граѓаните да биде многу поедноставно, многу поприфатливо за секој и многу подостапни да бидат информациите. И сега кога велам достапни информации, некако ме асоцира тоа на дигитализација.
Тоа е еден процес кој што многумина претходно го зборувале, барем во делот нели кои што активно се занимаваат со политика, многумина го зборувале, ама не толку многу чекори се превземале за тоа што значи дигитализација во Република Македонија. И ние сега денес имаме ново министерство за дигитална технологија, чинам дека така беше името, дигитална трансформација. Но министерот Стефан Андоновски навистина вреден за пофалба и нешто поврзано околу таа соработка која што ја имаме помеѓу ова ново формирано министерство и собранието. Што се тој процес, еве, да издвоиме нешто за граѓаните кои не следат? Со измени на Законот за организација на работа на органите на државната управа беше формирано и новото Министерство за дигитална трансформација, кое направи сериозен исчекор во однос на дигитализацијата на државните служби и услугите кон граѓаните. Во оваа измината година обезбедени се 120 нови електронски услуги за граѓаните преку порталот услуги.gov.mk. Во однос на измените на Законот за сајбер безбедност се овозможи и се отвори ново поглавје за поврзана, потранспарентна и поефикасна администрација. Исто така направивме измени на Законот за електронски документи, со кој електронски издадениот документ има иста важност како и оригиналот. Така. Тој беше на многу големи критики како министер даден од страна на левица, ама ајде да не го коментираме тоа, заради тоа што се покажа во јавноста дека критиките се неосновани и може секој навистина да има пристап до информациите, дали тие биле на електронски или на поинаков начин. Во секој случај, она што значи градење на темели на државата, градење на темели на промените, и оние меѓународни партнерства кои ги создаваме како држава, бидејќи сега се создаваат партнерства, што за разлика од минатото, пак не се создаваа партнерства, туку се градеа само темели за личен интерес и за богатење. Сведоци се, сведок е македонската јавност, дека во минатото имавме повеќе интерес од тоа како да се направат договори кои ќе бидат на штета на македонските граѓани, ама да се има некој да се има личен бенефит од тие договори. Овој пат не е таков случајот со новата влада, која во изминатава една година направи многу стратешки партнерства, меѓу кои и она партнерството со Велика Британија. Нешто збор два околу тоа што ние како пратеници имавме можност да учествуваме во законските регулативи кои го ограничуваат, регулираат на еден професионален начин ова партнерство. Овде морам да истакнам дека зборуваме за еден документ кој тивко гради силна и сигурна иднина за новите генерации. Собранието на Република Македонија всушност само го со Законот за ратификација на договорот за стратешко партнерство помеѓу владата на Република Македонија и владата на Обединетото кралство го формализираше овој документ кој значи историски успех за Македонија, историски договор кој овозможува на Македонија развој во неколку клучни сектори како што се транспорт, инфраструктура, здравство, образование и животна средина и многу други. Со договорот помеѓу владата на Република Македонија и владата на Обединетото кралство на Македонија и се дава можност за развој на железничката инфраструктура. Тука зборуваме за изградба на брза железница и товарен коридор. Исто така, важно што би сакала да го истакнам од овој договор е дека со овој договор ќе се овозможи до изградба на клиничкиот центар во Штип, градење на нов студентски дом, нов медицински факултет во Штип, што многу значи за граѓаните од источниот дел на Република Македонија. Исто така изградба на клинички болници во Тетово и Кичево. Кажав, историски успех за Македонија.
е договорот за стратешко партнерство помеѓу владата на Република Македонија и владата на Обединетото кралство. И нема запирање овде. Работите продолжуваат да се одвиваат плански и тенденциозно кон остварување на целта. Што сега како заклучок еден на крај да издвоиме е тоа, каде ќе биде фокусот пак во иднина? Што можеме да кажеме збор два и околу тоа? Во иднина фокусот ќе биде на економијата, на нови инвестиции, на младите, на дигитализацијата. Владата предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата и владеачкото парламентарно мнозинство имаат за цел да ја направат Македонија стабилна и со сигурна европска иднина. Така. Драгана, многу благодарам за вечерашното гостување. Почитувани, доаѓа времето на Македонија. Градиме темели, наследивме пеплосана држава. Со градење на темелите одиме напред во создавање на квалитетна држава. Ви благодарам, се гледаме следната недела.